Добар ден, почитувани, следите уште една нова телма амбуланта. Дали е нормално со староста да се губат зъбите или тоа може да се спречи? Што се случува со вилицата, говорот и варењето на храната кога недостасуваат зъби? Какви решенија постојат денес, особено за повозрастните лица? Колку се важни редовните стоматолошки прегледи во староста и дали може да се направи нешто, дури и кога проблемите се веќе присутни? Одговори и совети ќе добиеме од стоматолозите асистент доктор Мирко Савевски и асистент доктор Стефан Кузмановски. Разговорот следува веднаш по блокот реклами, а како и досега ги очекуваме вашите прашања во програма. Останете на телма. За најчестите проблеми со зъбите кај повозрастните лица денеска зборуваме со доктор Мирко Савевски, асистент доктор Мирко Савевски, стоматолог, и асистент доктор Стефан Кузмановски, исто така стоматолог од Стоматолошкиот факултет во Скопје. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добро ве најдовме и благодариме за можноста да сме дел од денешната ваша емисија. Стоматолошкиот факултет во Скопје при УКИМ преку своите соработки и проекти учествува во подобрување на оралното здравје на населението со бесплатни стоматолошки прегледи и третмани. Ова всушност не е поводот за вашето гостување, па кажете ми кои се целните групи, кому се наменети овие прегледи? Така, Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и оваа година успешно ја продолжува својата соработка со Сојузот на Сдруженијата на пензионери на град Скопје и Црвениот крст на град Скопје со цел обезбедување на бесплатна стоматолошка грижа и заштита на индивидуи од социјално загрозени категории, како и категоријата граѓани од третото доба. Дополнително, Стоматолошкиот факултет во Скопје преку факултетското студентско собрание оствари соработка со Универзитетското студентско собрание, така што во овој проект се вклучуваат и студентите кои што студираат на други факултети во склоп на УКИМ. Сега иницијативата за започнување на овие соработки практично има обострана корист на некој начин. Од една страна, овие категории на граѓани кои што претходно ги споменав добиваат врвни стоматолошки услуги кои што секако се бесплатни, а од друга страна па овие интервенции ги изведуваат нашите студенти кои што се во завршните години од нивното студирање, така што на некој начин се дава акцент и на подобрување на практичната настава на нашиот факултет, секако под надзор, односно супервизија на асистентите и професорите на факултетот. И сега што се однесува до тоа како може да дојдат... Како може се закаже термин? Така, терминот може овие категории на граѓани да го направат многу лесно и едноставно преку достапниот телефонски број 071-223-320. Ете така, тоа е достапен бесплатен број кој што секој од пациентите може да не контактира секој работен ден од 8 до 14 часот, така што ќе се обезбеди соодветен термин кој што пациентите секако дека треба да го почитуваат, ќе биде направен детален стоматолошки преглед и потоа пациентите ќе бидат триажирани, односно препраќани до оние клиники каде што практично имаат проблем. Значи, уште еднаш да нагласиме 071-223-320, на овој број може да се закажат овие бесплатни прегледи, а какви стоматолошки услуги всушност ќе може да добијат пациентите? Да, значи вака генерално пациентите може да ги добијат тие основни стоматолошки интервенции кои што се неопходни за да се подобри и да се унапреди оралното здравје. Првенствено, нашите пациенти, односно граѓаните од третото доба, се јавуваат заради протетска рехабилитација, односно изработка на протези или мостови, но треба да разберат дека за да се стигне до протетиката мора прво преостанатите зъби да се припремат, да се подготват, значи, да се санираат. Чекори кои што треба да се изводат. Повеќе чекори. Така што обично кога ќе се јават, како што кажи колегата, на преглед, ќе се направи соодветна триажа, најчесто се започнува со орално-хируршките интервенции или екстракција или вадење на заостанати корени на зъби кои што се со лоша прогноза. Понатаму се фокусираме на преостанатите зъби кои може да се спасат и кои што ќе служат понатаму како носачи на протетското помагало. Се продолжува со пародонтолошки третмани, каде што спаѓа значи чистењето на зъбниот камен, на меките наслаги, обработка на пародонтални џебови. Се продолжува понатаму со конзервативните третмани, каде што се работи ендодонтско лекување на зъбите или по народот познато како вадење на нерви, обработки и чистење на коренските канали.
санација на кариозни лези, кога ќе бидат забите веќе во една добра кондиција, не само забите, туку и пародонталното ткиво, се продолжува кон протетскиот третман. Сега во протетскиот третман, значи може да се изработат протетски помагало типот на мобилни протези, парцијални или тотални, или пак фиксни конструкции. Со тоа што треба, значи како што кажав и претходно, гледачите да свесни дека ова е процедура која може да потрае и со месеци. Обично секој сака нели да добие заби за една недела или за 2 недели. Да се реши проблемот што поскоро. Да се реши што побрзо, но ова се фази на лекување, почнувајќи од заздравување на едноорална хируршка рана, понатаму преку заздравување на ткивото, ако се лекува забот ендодонтски или ако се прави пародонтолошки третман, се потребни некогаш и повеќе месеци, неколку месеци, така што треба да се спремни и трпеливи додека да се дојде до крајниот исход, односно нивната главна цел, тоа е протетското помагало. А дали со текот на годините е нормално да дојде до проблем со забите? Секако. Дали староста сама по себе значи дека ќе изгубиме некој од забите? Не е секогаш тоа правило. Во суштина ние во клиничката пракса гледаме случаи на пациенти кои што се во да речеме возрастните категории од да речеме 7-та, 8-та, 9-та деценија од животот, а кои што имаат безпрекорно здрави заби, безпрекорна орална хигиена, пародонтално здравје, а од друга страна имаме и млади пациенти кои што прирано ги имаат изгубено забите, заради некоја друга состојба, дали е тоа некоја форма на пародонтопатија, дали се работи за несанирани кариозни лези кои што потоа си даваат своји компликации, но во суштина значи староста не секогаш е поврзана директно со губењето на забит, иако почесто нормално се сретнува кај постарите лица, но се забележуваат и случаи, нормално мора да постари. А стареат забите како што старе и телото? Све старе, нормално да. Старењето си е физиолошки процес кој што е опфатен на забите, така што го фаќа цело тело, па дури и забите, а дали генетиката има некаква улога во тоа? Дали одредено лице ќе има или пак нема да има проблеми со забите во текот на годините, затоа што некои знаат да кажат, моите родители имаа проблеми со забите, јас имам неквалитетни заби, тоа е тоа. Така. Генетиката има значајно, но не одлучувачка улога за тоа дали би се јавило одредено заболување во устната празнина или не. Кога се работи за генетска предиспозиција на некои болести, посебно треба да ги истакнеме оние ортодонтски неправилности на некој начин или малоклузии како што ги нарекуваме ние, кои што практично отстапуваат од нормалната позиција на забите во устата на пациентите и тие практично не се директно поврзани со појавата на одредени заболувања, но на некој начин го отежнуваат одржувањето на оралната хигиена, создаваат така наречени предилекциони места за таложење на храна, населување на микроорганизмите кои што тешко може да се отстранат од тие простори и на тој начин да предизвикаат појава на заболување, кариес или пародонтопатија како две клучни заболувања кои што се најчести во устната празнина. Исто така па одредени форми на пародонтопатија или кај народот попозната како пародонтоза, која што практично представува заболување на потпорниот апарат на забот, тие па имаат некои од тие форми имаат значи типично генетска предиспозиција за нивно јавување. Така што повторно ќе кажам, генетиката има значајна улога, но не е пресудна и одлучувачка за тоа дали би се јавило заболување. Ајде да проговориме за ризик факторите кои што доведуваат до некакви проблеми со забите со возраста. Какво е значењето на оралната хигиена, односно нередовното четкање на забите со четкичка за заби и со паста за заби? Све почнува од оралната хигиена, тоа ни е темелот, тоа ни е на некој начин и основата за сите понатаму, тоест недобрата орална хигиена за сите заболувања кои што се јавуваат на забите и на потпорниот апарат на забот. Во суштина, недобрата или незадоволителната орална хигиена, тоа значи дека се таложи биофилм. Биофилмот означува бактерии, колонизација на бактерии, кои што доколку не се исчеткаат забите неколку дена, тој биофилм матурира, станува една веќе зрела колонија која што во себе почнува да си функционира на принцип на таложење на метаболити, ендотоксини кои што ќе доведат до воспаление или на периодонталното ткиво или до оштетување на забните ткива, односно на забната супстанција. Така што недоволната или недобрата орална хигиена ни е предиспонирачки фактор да се појават и кариозните лези, но во исто време и пародонталните заболувања. Така што со оралната хигиена, односно подобрувањето на оралната хигиена и унапредување на свеста фактички за значењето на оралната хигиена може да се превенираат многу состојби кои што се поврзани со заболувањата на забите и на потпорниот апарат на забите.
Тука имаме и други ризик фактори кои што се дополнително вклучени, како што е пушењето, како што се дополнителни коморбидитети кај пациентите од третото доба, ги имаме и дијабетот како една многу честа болести. Хронични болести. Што со дијабетот еве, но и остеопорозата можете да доведе до проблеми со забите, особено кај повозрастните лица? Да, секако дека да. Хроничните заболувања и текако имаат голем импакт и врз оралното здравје, посебно кога се работи за дијабетес или остеопороза, каде што практично нашите пациенти боледуваат од овие заболувања во голем број. Дијабетесот како заболување добро се знае нели дека има импликации врз устата на пациентите, на некој начин го намалува количеството на излачена плунка во текот на денот, така што пациентите најчесто се жалат на сувост на устата или стручно ксеростомија, која што го менува и вкусот на храната, пациентите се жалат на еден метален вкус во нивната уста заради недостатокот на доволно количество на плунка. Овие пациенти се подложни на поголем број на инфекции во оралниот медиум и слично, и особено треба да се внимава кога се работат стоматолошки интервенции кај овие пациенти, затоа што заздравувањето на раните, посебно доколку се работи за орално-хируршки интервенции, во тие случаи би траело подолготрајно. Од друга страна пак, кога зборуваме за остеопорозата, како едно хронично заболување кое што ги афектира коските од целиот организам, вклучувајќи ги и оние на лицето и на главата, од тој аспект пак зборуваме за заболување кое што главно се карактеризира со губиток на коскено ткиво. И тоа од наш аспект е многу важно, затоа што забите се поставени во алвеоларна коска, која што практично ги одржува стабилни во устата на пациентот. Со напредување на општото заболување, практично настануваат проблеми и промени во коската на алвеолите на забите, таа почнува да се губи и забите, нели доколку не се третира основното заболување и локалните компликации, може да дојде и до губиток на забите. Јас споменавте сувост на уста, така, кај пациентите кои што имаат дијабетес, но може ли тоа да се јави со годините? Така. Да. Кај возрастните лица? Па сега дали самата сувост на уста ќе доведе до проблеми со забите? Да, значи генерално ксеростомијата може да се појави како една несакан ефект од одредени медикаменти кои што пациентите на оваа возраст ги применуваат често. Тоа се обично антихипертензивите или тоа се оние лекови за снижување на крвниот притисок, кои што една од несаканите ефекти има токму сувоста во устата, и они знаат да си кажат нели самите дека мора да имаат некоја чашка со вода до нив за да може постојано да им се суши устата, велат додека зборува така. Плунката е еден орален медиум кој што има огромно значење за да правилно функционира устната празнина и сите ткива во устната празнина. Плунката на некој начин физиолошки испирач, ние тоа го нарекуваме на некој начин само чистење, бидејќи плунката овозможува чистење на сите површини на забите преку еден физиолошки процес. Во одредени случаи кај некои луѓе постои по-течна плунка, нарекуваме како серозна, која многу подобро ги испира забите, за разлика од мукозната плунка која е по-густа и каде што е повеќе тие пациенти се посклони кон кариозни лези, но во суштина плунката има огромно значење за правилно да функционира оралната средина. Сега одредени лекови, како што кажавме, може да доведат до појава на намалено лачење на плунка, а тоа својствено ќе го намали физиолошкото самочистење, на тој начин тие пациенти се многу посклони кон појава на кариозни лези, на почесто расипување на забите и сите последици кои што потекнуваат потоа од кариозните лези, кои може да прогредираат и до степен да треба да се екстрахира соодветниот зоб заради периапикалните промени кои што ќе се јават. Значи тоа е една каскадна реакција која што нели трае. Значи лековите може да доведат всушност до некакви проблеми со забите, особено кај повозрастните лица. А што е со антидепресивите? Мислам дека и тие исто така ги имаат некои исто. Значи поврзано со сувост на устата и помало излачување, односно промена во составот на плунката. Така, сега добро е тоа што веќе на пазарот се појавија одредени препарати на природна база кои што може да служат како лубриканти на оралната средина, како замена на некој начин за плунката, кои што се мислам дека без рецепт може да си ги земат пациентите. Во суштина и самото на некој начин гумите за џвакање, самата стимулација на плунката, да се излачувањето е неопходна кај овие пациенти за да правилно може да функционираат. А што е со навиката во исхраната кај повозрастните лица и здравјето на устната празнина, на непцат и забите?
Така, навиките во исхраната имаат важна улога врз оралното здравје, не само кај повозрастните пациенти, туку и кај значи почнувајќи од најмалата возраст па се до пациентите кои што се во третото доба. Исхраната на некој начин има големо влијание врз тоа дали ќе се развие некое заболување, посебно кариес и пародонтопатија, од проста причина што исхраната учествува во еден каскаден процес или ланец, односно представува еден фактор за тоа дали би се јавило, например, кариес кај пациентот или не. Покрај исхраната многу битно е да се има и зап во устата, на кој што би се јавил кариозниот процес, кариогени микроорганизми кои што би го започнале тој процес и секако соодветно време за кое што би настанала деструкција на цврстите забни ткива. Така што кога се однесува, кога се дава акцентот на исхраната, таа и како влијае како врз општото, така и врз оралното здравје, посебно кај овие пациенти од третото доба, каде што имуниот систем веќе постепено почнува да го намалува својот капацитет. Така, значи доколку се зема шеќер? Да, посебно на храна која што е богата со јаглехидрати, шеќери, рафинирани шеќери кои што имаат голема тенденција да се прилепуваат кон забите и тешко да се отстранат од истите, секако дека има поголем потенцијал за развој на заболување на забите. Така, ние сега ќе разгледаме уште неколку аспекти кои што се однесуваат на ризиците за појава на некакви проблеми со забите, особено во третата доба. Што е со стресот и нервозата? Некои знаат да кажат шкрипам со забите. Кога сум нервозен, ги притискаат забите, па може ли тоа да доведе до пукање на глек или? Апсолутно да. Светоци сме на едно модерно живење, каде што акумулацијата на целокупниот стрес за време на работниот ден, после работниот период и слично, го акумулираме, односно го презентираме кога практично телото ќе се опушти и ќе се смири. Така што многу често од пациентите оваа акумулација на стрес од текот на целиот ден ја презентираат навечер со појава на стегање или стискање на забите, стручно го нарекуваме ние бруксизам, каде што практично тоа стегање е до тој степен да понекогаш пациентите се разбудат со болки во мускулите, болки во зглобовите, па некогаш може да се случи и подкршување на делови од забите, кршење на некои протетски реставрации како коронки или мостови и слично, кои што на некој начин дополнително го влошуваат оралното здравје. Исто така пак од друга перспектива, стресот како момент може да доведе и до повторно намалување на лачење на плунка заради високите нивоа на кортизол во крвта, кои што се поврзани со самото стимулирање на и излачување на плунката, така што секако дека да, стресот има и tekako голема улога врз оралното здравје. А што се случува со виличната коска кога недостасуваат заб, два или пак повеќе? Че генерално треба да се разбере дека коската е живо ткиво, односно жив орган, кој што е склона на истите физиолошки процеси како и секој друго ткиво и секој друг орган. Па ја така често знам да направена паралела со мускулното ткиво, кога одиме во теретана или вежбаме, хипертрофираат мускулните влакна, се зголемуваат, но ако престане, ако случајно се скрши, нека фрактура настане, потребно е имобилизирање на раката, например, доаѓа до атрофија на крај на мускулот, така и со заби и со коскеното ткиво, односно виличната коска. При џвакање, односно при мастикација, џвакалниот притисок преку забот и периодонталниот лигамент, тоа се сврзно ткивни влакненца кои што го поврзуваат забот со коскеното ткиво, го пренесуваат тој притисок на коската и тој делува како стимул да таа постојано се одржува, ремоделира. Но кога ќе се екстрахира или кога ќе се извади забот, тој стимул веќе престанува, се губи и коската почнува да влегува во онаа фаза на ресорпција, кога настанува губење на коскеното ткиво и во еден момент преминува во атрофија, кога комплетно ќе почне да се намалува големо количество на коскено ткиво. Тоа се иреверзибилни процеси кои што се случуваат до крајот на животот и доколку не се реставрира соодветното место на време, доколку се остави долг период без забиот гребен да остане во таква состојба, може да прогредира во поголема количина, да се изгуби голем процент од коскеното ткиво и затоа е неопходно да се интервенира на време. Коскеното ткиво, како што кажав, си е на некој начин живо ткиво кое што е склоно повторно на истите процеси, така што доколку некој изгуби повеќе заби, дојде до ресорпција на виличата коска. Да. Ќе се промени
Изгледот на лицето? Да, доколку Начинот на говорот? Да, тоа се промени кои што се јавуваат и екстраорално и интраорални промени кои настануваат после губењето на забите, најчесто после губење на повеќе заби. Во суштина се менува и целиот лик, значи се добива тој старечки изглед, но промените се јавуваат и интраорално, значи со промени во говорот, промени кои што може да се забележат на самата, значи во самата орална празнина. Така што генерално овие промени се за да се спречат мора веднаш да се рехабилитира, односно целиот стоматогнатен систем да се изработи протезска надокнада за да може да се вратат сите изгубени функции кои што настануваат со губењето на забите. Не сме да се остави долг период на беззабост, бидејќи сето тоа ќе се афектира со понатаму поголеми компликации во натамошното лекување. Дали беззабоста може да влие и врз начинот на варење на храната, односно се јават дигестивни проблеми? Да, значи главната функција на забите нели е мастикацијата, односно жвакањето на храната, така што недоволно со жваканата храна ќе го намали нутритивниот потенцијал на самата храна. Во суштина, нели храната е некогаш и задоволство, така што овие пациенти или оваа група на луѓе имаат и лимитираност во однос на тоа која храна може да ја јадат, а која не, нели, затоа што сепак поголем дел од забите ги имаат изгубено. Поврзаност или корелацијата која што постои помеѓу оралното здравје и општото здравје е многу добро позната, таа не е поврзана само со дигестивниот систем, се пренесува например и на кардиоваскуларниот систем. Познато е тоа уште од минатиот век дека например кај вегетациите кои што се формираат на валвулите кај субакутен бактеријски ендокардит се најдени бактерии кои што потекнуваат од оралната микрофлора, тоа е Streptococcus mutans, една од бактериите кои има кариоген потенцијал да предизвика кариозна лезија. Исто така постојат и конекции. Значи тие бактерии може да навлезат преку крвотокот, да дојдат до срцето и да создадат проблеми на... Да, ние имаме пациентите кои што се со вештачки валвули, кои што имаме веќе преку анамнестичките податоци дека боледувале или имаат поминат ваква епизода на ендокардит, мораме да ги заштитиме превентивно со антибиотик, затоа што ризикот од таа транзиторна бактериемија која што може да доведе до населување на овие бактерии во другите ткива, си постои како ризик од било која наша интервенција која што е, да речеме, опфаќа некаква крвна интервенција, дали е тоа екстракција на заб, дали е некоја длабока киретажа и слично, но сме многу внимателни со овие пациенти токму од оваа причина. Значи здравјето на непцата и на забите директно поврзано со целокупното здравје. Ќе ги вклучиме гледачите, сигурно имаат прашање на денешната тема. Почитувани, од овој момент Телма амбуланта е контактна. Слободно поставете прашање во амбулантата на Телма и ќе добиете одговор на него. Ние продолжуваме понатаму кои се најчестите методи за надокнадување на изгубените заби кај лицата од третата доба. Дали кај нив може да се направи се што ќе посака? Да речеме, може ли имплант да се стави? Или пак обично се одлучуваат за мостови или пак за некоја протеза? Така, тераписките опции кај сите пациенти, па вклучително и оние пациенти кои што се од третата доба, генерално зависи од оно што е останато во устата на пациентот, односно од бројот на преостанати заби, од нивниот распоред, од тоа колку пациентите се грижат за нивната орална хигиена и слично. Така што пациентите кога доаѓаат кај нас имаат понекогаш и преголеми и неочекувани барања од нас, така што треба да се земат во предвид голем број на фактори за да се одлучи која тераписка метода, односно која тераписко помагало би го поставиле кај пациентите. Иначе оно што стои како опција кај овие пациенти се започнувајќи од наједноставни реставрации на поединечни заби, односно пломби, кои што се попознати кај граѓаните, потоа надоместување на целосна коронка, надоместување на неколку заби со дентални мостови, мобилни или парцијални протези, односно тотални или парцијални мобилни помагала, кога зборуваме за целосна или тотална беззабост во устата на пациентот, и конечно денталните импланти како едни по-модерни, посовремени решенија за рехабилитација на устата, целокупната функција во устната празнина. И сега споменавте дали имплантите би ги вклучиле како тераписка опција кај оваа група. Да, постои ли некаква возрастна граница кога станува збор за имплантите и нивната примена? Така, возраста не зависи директно со тоа дали би се одлучиле да поставиме импланти кај пациенти кои што се во поодмината возраст, но повеќе би кажал дека поголемо влијание има општата состојба на овие пациенти,
Така што кога размислуваме за поставување на импланти кај овие пациенти, треба се земе една убава и детална анамнеза, да се види состојбата на општото здравје, да се види евентуалното присуство на хронични заболувања, колку се тие контролирани или не, потоа да се направи добар орален преглед, да се види какво е нивото на орална хигиена кај овие пациенти и слично. Така што би кажал дека горна граница за поставување на импланти нема, но треба да се направи детален, убав план, за да одлучиме дали пациентите се кандидати за имплантна терапија. А кога станува збор за мостови, колку заби во устата треба да има за да се постави мост и во кој случај изборот е само протеза и ништо друго? Да, значи генерално според литературата и според искуството, крајната индикација, последната индикација кога можеме да поставиме мост е кога се зачувани барем по еден катник и двата канини, односно тоа се третите заби или кучешките заби. Во тие ситуации можеме да изработиме циркуларен мост кој што ќе ги опфати значи рехабилитација на целата вилица, односно на сите заби. Во случај кога имаме мал број на преостанати заби, но тука не е битен само бројот, битна е и кондицијата на забите, доколку тоа се заби кои што не задоволуваат во однос на биолошкиот третман, односно во поглед на биолошката кондиција, доколку се авитални, доколку имаат одреден степен на пародонтопатија веќе и кои што нема да бидат способни за да бидат оптеретени, во тој случај ќе се одлучиме за некое друго протезско помагало, најчесто некој вид на протеза, односно мобилна протеза. Така што тоа е веќе проценка и рентгенолошка и клиничка до кој степен можеме да ги оптеретиме забите за да може нели да го поднесат теретот кој што ќе биде од мостовата конструкција. Имаме гледач. Ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Очекуваме вклучување од гледач во денешната емисија. Го слушнавме веќе. Повелете. Се исклучи гледачот или се уште на линија? Добро, ќе продолжиме понатаму, верувам дека ќе се јави повторно, само да нагласам уште едно за сите оние кои што очекуваат да постават прашање во денешната телма амбуланта, тонот на вашиот ТВ приемник мора да го намалите, најдобро да го исклучите за да имаме нормална комуникација. Кога станува збор за протезите што ги носат пациентите, тие често се жалат дека им се непријатни и тешко им е да се навикнат на нив, па ќе ги стават и потоа ќе се откажат од носење. Да. Што е решение кај нив? Вака, генерално проблемот со протезите си постои. За жал, не секогаш кај овие пациенти од повозрастната група, заради коморбидитетите што ги имаат или заради недоволната коска, нема можност да се постават дентални импланти, па протезата останува како единствено решение. Пациентите мора да бидат упорни да се адаптираат на самото протезско помагало, значи за тоа ќе треба различен период, во литературата се опишани различни временски интервали од една недела до еден месец и повеќе. Во суштина протезата мора да се ја носат бидејќи на тој начин само единствено може да рехабилитираат функцијата на изгубените заби, а во суштина протезите треба да се менуваат обично на секои 5 до 7 години, тоа е исто битно да се знае, бидејќи па од другата страна имаме контраст. Има пациенти кои што не ги менуваат протезите, например, ќе ја носи протезата и 10 и 15 години, се навикнува и не ја менува, но сепак треба да знаат дека како што настануваат промените на коската, како што кажавме, веќе коската станува помала, односно базата станува помала во однос на протезата. Веќе не лежи добро како што лежала претходно и на тој начин мора да се смени. Дополнително самиот акрилатот кој што се изработува протезата е порозен, собира бактерии во себе, габички, може да делува протезата иритативно на околната мукоза, затоа е пожелно да се менува во тој рок од 5 до 7 години. Имаме ни опции за пациентите кои што, например, во тој временски период, доколку настане поголем степен на ресорбција на коскиното ткиво, да се изведе една поставка означена како ребазација на протезата, кога тој меѓупростор кој се формирал меѓу коската и протезата, што е изгубен, ќе се исполни со нов материјал, со нов акрилат и на тој начин ќе се добие повторно добро лежење на самата протеза со истите заби кои што се били претходно. Ова го нагласувам бидејќи забите кои што се наредени нели во самата протеза си имаат соодветна големина, форма, соодветни инклинации на самите тубери и се направени рачно се наредени, така што тешко би се репродуцирала истата позиција и пациентите кои ќе се навикнат, потоа веќе им е потешко да се привикнат на нова протеза. Така што имаме опции. Имате опции. Имам уште неколку прашања кои што се поврзани со протезите, но сепак да им дадеме предност на гледачите. Добар ден.
Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас малку подоцна се вклучив. Дали се работи за стоматолози? Така, да. Добро. Вака, од февруар месец почна да ми се јавуваат проблеми, нагон за повраќање, кивање, кашлање и сето тоа. Докторката во почетокот мислеше дека се работи за алергија, но направи и пулмо, слайдови, испитувања други и сега последно време алерготест не сум алергична и понатаму го имам истиот проблем. Нагон за повраќање, а не повраќам, ми се гади, кашлам многу и ми течат солзи и кивам. Дали може тоа да е поврзано со вилицата која што акрилни вилици, имам само 4 заба, односно визил, 4 заба горе, еден долу, еден гора. И сега требаше да ми го извадат пред 4 години забот, мене ме фаци страф и се уште не сум отишла да ги сменам вилиците. Може ли вакви симптоми да предизвикаат... Да предизвика материјалот од кој што се направени всушност? Акрилни се, акрилни. Так, акрилни, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е едно интересно прашање. Можете ли вака да дадете одговор? Да. Многу, иако е ретка појава, пациентите многу често, мислам, кога се работи за изработка на мобилни протези, независно дали тоа се парцијални или тотални, се жалат на вакви симптоми, кои што главно произлегуваат од алергија на материјалот, на акрилатот од кој што се направени истите. Исто така треба да се види дали протезата адекватно налегнува на околните ткива, да не е предимензионирана па да прави иритација на мекото непце, затоа што пациентката кажува дека има нагони за гадење и за повраќање, така што треба да се направи еден убав најпрво клинички преглед, да се види состојбата на моменталната протеза и конечно да се изработи, доколку се исклучат сите други фактори, да се изработи протеза од друг материјал кој што би бил потолерантен за овие пациенти. Значи има опција и од друг материјал да биде изработен? Апсолутно, да. Практично истиот материјал е, но процесот на изработка на тие протези се разликува од класичната изработка. Така што ја охрабрувам пациентката, еве добра прилика во склоп на соработката нели со нашиот факултет, да се јави на достапниот број, да си го обезбеди својот термин за да дојде на бесплатен всушност преглед на... Да, за понатамошна евалуација на незината состојба. Каде само ќе се одвиваат тие прегледи? Значи пациентите првично доаѓаат на стоматолошкиот факултет, да, по претходно резервиран нели термин, каде што ќе бидат примени, ќе се направи првичен стоматолошки преглед, а потоа во зависност од проблемот на пациентите за кои што доаѓаат, ќе бидат триажирани, односно испратени на она клиника каде што има им потреба. потекнува проблемот, да. Така, имаме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сте и одлично ве слушаме и го очекуваме вашето прашање. Така, јас сум човек на 70 години. Така. Имам 24 мои заби и една протеза имам, али на таа протеза, тоест мост, едниот заб почна да ми клати, да се ниша. Па сакам да дојдам таму, како да закажам, не знам. Така, еве уште еднаш ќе посочиме на каков начин може да се закача. Вие ми го дадовте телефонскиот број, тоа е 071 223 320. Значи само треба да се јават, така? Така е, пациентите може да не контактираат секој работен ден од 8 до 14 часот, така што повторно ќе кажам, ќе им биде даден соодветен термин кој што треба да го почитуваат. Еве накратко ве за неговата состојба, можете ли да кажете? 24 заба, ако не се лажам, има. Да. Има еден мост. Мост најверојатно. И заб кој што се клати. Да, сега не Тој е чест проблем. Да, не разбрав дали е забот во склоп на мостовата конструкција или изолиран, тоа не го спомна гледачот. Но во суштина тоа се проблеми кои што се решаваат. Пациентот има доволен број на заби и во случај да треба да се демонтира стариот мост, да се извади проблематичниот заб и да се изработи нов мост, значи не би било никаков проблем доколку сите останати заби се во добра кондиција. Така што, како што каже и колегата, ние вака нели без преглед не можеме да кажеме нешто подетално, мора да се направи соодветен преглед и рентген снимка за да видиме каква е состојбата на пациентот, па да може да се дојде до некоја дефинитивен третман за соодветниот пациент.
Дали имаме уште еден гледач на линија? Добар ден. Не, се исклучи. Добро, продолжуваме понатаму. Сакав да ве прашам пред малку, дали пациентите кои што носат протези или мост и понатаму ќе имат проблем со редукција на виличната коска? Да, значи генерално тоа е процес кој што е иреверзибилен и трае до крајот на животот, но значи доколку ткивото Дури мостови ако носат? Да, генерално значи тоа е процес кој што ќе си трае. Во суштина поентата е дека доколку се рехабилитира, на пример се изработи протеза, самата протеза при џвакањето, тој притисок кој што ќе го пренесува на коската, ќе го забави тој процес на ресорбција на коскеното ткиво. Така што затоа е многу битно коската да биде оптеретена, нели, на некој начин да има стимул, дека нешто, да има постојан стимул од притисок од нешто, за да може да биде во константна ремоделација, да може да се обновува, за да не дојде тој процес на атрофија на коскеното ткиво. Тоа е, за жал, ние се сретнуваме во праксата, особено со долните вилици, со мандибулата. Таа има многу голема склоност да се ресорбира и да се јавува тој процес на атрофија, дури 4 пати повеќе од горната вилица, па останува буквално само базата од мандибулата, тој алвеоларен продолжеток што го спомна колегата веќе е целосно изгубен и ке овие пациенти стабилизирањето, односно ретенцијата на протезите е многу тешка, бидејќи нема на што да стојат. Да се држат, така. Да. И во тој случај навистина е проблематично и за самите нив и за нас како доктори сепак. Препорачувате ли редовно и професионално чистење на забниот камен и контроли кај пациентите, односно кај сите луѓе после 50-та година? Апсолутно. Или може би порано тоа го препорачувате? Секако дека да, значи редовните стоматолошки третмани се мислам препорачливи за сите пациенти независно од возраста. Бидејќи постои убедување, се извинувам што прекинав. Ако не ме боли, нема зошто додам на стоматолог. Да, тоа многу често е случај со нели нашата популација, немам болка, немам потреба да одам на стоматолог и слично, но кога доаѓаат кај нас некои состојби, значи практично не се манифестираат со болна симптоматологија и некогаш дури е и не можам да кажам доцна, но заболувањата се во понапредната стадиум. Тука би сакал да го спомнам и оралниот карцином како доста сериозно заболување кое што може да се јави во во усната празнина кај пациентите и кое што практично има еден потежок тек кој што може да влијае и на целокупното функционирање на организмот. И сега да се вратам на прашањето во однос на редовните контроли и редовното одржување на професионална орална хигиена, секако дека да, со текот нели на поминување на годините, со текот на старењето, забите се повеќе подложни на акумулација на забен камен, акумулација на плак и слично, заради нели нормалното физиолошко на некој начин повлекување на алвеоларната коска, повлекување на меките делови околу забите, на непцата, да. Така што практично ви кажал дека и многу почести треба да бидат контролите на стоматолог кај овие пациенти. Дури и кога нема проблем. Немаат мака. Да. А што е со оние кои што имаат крварење на непцата, дали на ваков начин всушност може да се подобри состојбата? Апсолутно да, крварењето е еден од симптомите на гингивитот и на пародонтопатијата, така што треба секако ќе кажам дека потребно е да се направи добар клинички преглед, да се утврди состојбата на пациентот, така што последователно секако стоматологот ќе го води пациентот во текот на лекување на проблемите со непцата. Така, бидејќи непцата се многу важни во целиот овој процес, смее ли да се направи некаква стоматолошка интервенција кај непце што крвари? Генерално, значи пред секоја, особено кога збориме за протетските третмани, мора пародонталното ткиво да е комплетно санирано, односно инфламацијата или воспалението да е сведена на минимум. Од причина што значи тоа ни се афектира понатаму и во однос на позиционираноста, кога збориме конкретно за фиксните изработки, позиционираноста на работ на фиксните коронки или мостови. Во суштина пародонтолошките третмани кои што фаќаат во почетокот, значи чистење на забен камен, обработка на пародонталните џебови, имаат за цел да го отстрана значи сите оние иритативни фактори кои што доведуваат до инфламација на пародонталното ткиво. Најчесто се забележува кај овие пациенти една хипертрофија на гингивата, таа е значи набујана, зголемена, така што може да покрие поголем дел од коронката на забот, се додека не се смири целата инфламација, значи не може да се продолжи со понатамошната работа,
Од друга страна имаме рецесијата која што е спротивен процес од хипертрофијата на гингивата, кога се повлекува на некој начин гингивата, но тоа е веќе со одредени орално-хируршки интервенции, односно преку пародонталната хирургија, да се коригира целата таа ситуација за да се продолжи со фиксно-протетските третмани, но во суштина пародонталниот третман е еден од основните за да може да се продолжи понатаму, како и санацијата на кариозните лезии. Значи ова е базичен третман кој што мора да се прави не само кога се изработуваат некои фиксно-протетски изработки, туку и во секојдневната наша, мислам, рутинска пракса, бидејќи сепак јас тоа многу пати сум си го нагласувал на моите пациенти, особено околу користењето на забните конци кои што учествуваат во одржувањето на пародонталното здравје, значи тие простори тешко се достапни за четкање и затоа освен нашата домашна грижа, многу е потребна оваа професионална грижа на пародонталното здравје. Го споменавте забниот конец, има некои поделени ставови за забниот конец, го препорачувате? Обавезно. Да. Јас лично, од моје лично искуство и од тоа што сум го забележал кај пациентите, значи јас лично сметам дека драстично придонесува да се подобри оралното здравје во тој предел околу таа интердентална папила, ние што ја нарекуваме, делот од гингивата што се наоѓа помеѓу две бочни површини на забот, кои што е многу тешко да се исчеткаат. Но внимателни треба да бидат. Така е, внимателно. Тоа се посебни техники. Мислам дека денес од напредокот на технологијата, нели преку видеа, демонстрации на YouTube, може да се најдат точно правилните техники како да се изведе целото тоа интердентално чистење на некој начин за да биде што е можно поправено, да не се повреди гингивата. Но тоа е постапка која што навистина треба да се спроведува во секојдневниот секојдневниот. Дојдовме до оралната хигиена. Колка е оралната хигиена, особено кај повозрастните лица кај нас? Па и питате искрено, сме забележале секакви примери. Постојат возрастни пациенти кои што имаат безпрекорна орална хигиена, кои што се за секоја пофалба. Имаме пациенти кои што се помлади, но не се со задоволителен степен орална хигиена, но мислам дека сепак веќе индициите одат кон тоа дека кај помладата популација свеста е на повисоко ниво, така што многу поретко ги сретнуваме тие пациенти кои што имаат незадоволително ниво на орална хигиена, се во некоја, да речеме, од 20 до 30 или 40 годишна возраст. Не можеме повторно да генерализираме, но генерално ако кажеме дека и повозрастната популација може да сретнеме некој степен на пониска орална хигиена, која што нормално може да се подобри со соодветна мотивација, со соодветни едукации, да си ги зачуваат едноставно преостанатите заби. Има ли разлика во начинот на кој што треба да се четкаат природните заби и забите на кои што има круна, мост? Треба ли редовно да се четка и мобилната протеза? Све тоа е задолжително, значи замислете си ако природниот заб се расипе за одреден временски интервал, све што е вештачки може многу побрзо, така што грижата околу сите овие вештачки надоместоци треба да биде двојно, ако не и 3 пати поголема. Обично е обратно, смета дека ако имат вештачки заби, дека не треба да ги четкат и да ги измијат. Во суштина, значи постојано се случуваат тие промени, афектираноста со биофилмот, како што кажавме, значи може да доведе до понатамошни компликации и на овие вештачки, особено и за импланти, без разлика што е тоа една вештачка творба нели во коската, и таа е изложена на истите состојби како и забот, на периимплантитис, на перимукозитис, воспаление, кое што може на крај да доведе до губење на имплантот, од истата причина како што се губат и забите при пародонтопатијата, така што задолжително е прво домашната нега, односно оралната хигиена да биде на многу високо ниво. Добро, со што? Каква четка за заби? Обична, електронска? Да, генерално веќе се препорачуваат... Пастата за заби да создржи или специфични некои состојки? Генерално се препорачуваат помеките четки, за да не го надразнуваат фактички гингивалното ткиво. Кога разговараме за разликите помеѓу класичните четки и електричните четки, нели? Поделени се ставовите, главната медицинска индикација за електричните четки се на некој начин пациенти кои што имаат некои невромускулни, кои што немаат некоординација, со фината моторика, движење со раката. Пациенти со попреченост на кои што им треба на некој начин асистенција и кои што реално тие движења тешко би ги извеле. Факт е дека движењата кои што може да ги направи оваа четка не може да се произведат рачно, дека главата е помала, дека може да допре до понедостапни регии,
така што но во суштина и со добра техника на четкање и со класична четка може да се постигне истиот ефект. Во поглед на пастите, од наш аспект стоматолошки е важно да содржат во себе флуориди. Флуорот како еден минерал, постојат веќе студии дека може да се таложи и во епифизата, тоа е една жлезда нели со внатрешно лачење која што го произведува мелатонинот. Тука се таложи, па има некој прави на некој начин корелација со негативна корелација со оваа жлезда, но кај нас како стоматолози ни е важен овој минерал бидејќи го заменува калциумот во хидроксилапатитот, тоа е основната градбена структура на цврстите забни ткива и на тој начин се добива структура, односно флуорапатит, која што е многу поацидорезистентна, односно е поотпорна на киселини и со тоа го прави забот да биде поотпорен и на кариес. Затоа е од наш аспект важно да има флуор во самите пасти за... А што е со оние средства за плакнење на устата? Има и многу поделени ставови во однос на овие средства. Велат ја нарушува нормалната флора во устата, тоа може да доведе до покачување на крвниот притисок, па советувате ли нивна примена? Треба да се внимава особено на оние препарати кои што содржат алкохол во својот состав. Ете и тоа моментално може да се каже дека на нашиот факултет се спроведува истражување за докажувањето на процентот на алкохол во сите овие препарати. Па ќе се докаже на крајете во колку е нивната примена на вистина безбедна, кога се употребуваат. Не треба да се премногу да се употребуваат, тие сепак си имаат неограничен период. Ние најчесто ги препорачуваме после одредени орално-хируршки интервенции, кога на пример краток временски период, кога е неопходно. Има сутура, односно конец, каде што не треба да се четка неколку дена, па за да не се насобираат плаки, да се користи само краток временски период, да не се користи цело време, бидејќи сепак потребни се паузи токму заради тие некои иритативни агенси кои што се внатре, особено алкохолот. Не сите го имаат, но во повеќето се наоѓа. Јас би се надоврзал на ова, дека што се однесува до начинот на користење на овие водички како дополнителни средства за одржување на оралната хигиена, многу е битно како пациентите ги користат. Многу често пациентите премногу ги користат, значи повеќе од 3 и повеќе пати во текот на денот, така што овие средства доведуваат и до одредени промени на нормалната флора, како што кажа и колегата, покрај уништување на онаа патогена флора. Така што кога ги препорачуваме кај специфична група на пациенти и каде што потребно е дополнително на некој начин ниво на орална хигиена, задолжително кажуваме како истите да се користат. Значи внимателно. Да, а секако дека ги препорачуваме. Како ги охрабрувате оние лица што имаат проблем со забите, а имаат страф од стоматолошки интервенции? Во третата доба се, а може би веруваат дека ети не може веќе ништо да се направи посебно, дека е тоа. Така, па јас би ги охрабрил сите пациенти кои што имаат било каков проблем со оралното здравје, да дојдат на наједноставен стоматолошки преглед, да се направи евалуација на нивната целокупна состојба, да се започне со наједноставно чистење на забите, чистење на пародонталните џебови, чистење на забниот камен и слично, и подоцна да се започне со оние поспецифични интервенции кои што доведуваат практично до целосна рехабилитација на забалото. Може ли да се врати на смевката и кај повозрасните лица кај кои што дошло до губење на виличата коска? Дефинитивно, да, затоа сме ние тука. Во суштина со губењето на забите се случуваат и екстраорални промени кои што се забележуваат на ликот на пациентот, каде што долната третина на лицето се спушта, врвот на брадата се доближува до врвот на носот, баш оној старечки изглед, кој што со самите протези може да го вратат оној природен изглед на пациентот, бидејќи со самите протези се враќа и висината на изгубената коска и висината на долната третина на лицето, која што го дава на некој начин тој старечки изглед. Така што со изработката на протезите, кај некои пациенти, тоа и психолошки делува, им се враќа само до вербата, повторно може да се насмеат, како што кажавте, така што не само што има медицинско влијание од наш аспект да се заштити околното ткиво, да се подобри функцијата на дигестивниот систем, има и психолошко значење, бидејќи пациентите добиваат повторно самодоверба, си ја враќаат на некој начин самодовербата. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Телма амбуланта и успешен проект на стоматолошкиот факултет во Скопје. Благодарам на поканата.
Почитувани, ова беше се во денешното издание на Телма Амбуланта. Ви благодарам и денес што бевте заедно со нас. Се гледаме секој работен ден на Телма. Пријатно.